21 век сме. Значи тоа е оставана од 70-та година, ние сега дојдеме до 2026-та да немаме вода за наводување. Сега почнуваме од тука, па натака ќе одеме заедно сите. И полиција, и новинари, и местна заедница, сите. Да видат какви последици ни има направено што немаме вода за наводнување. Револтирани и гневни жители на штипското село Горни Балван денеска го блокираа главниот пат во селото поради настанатите штети, кои според нив се предизвикани од камиони на приватна фирма кои секојдневно црпат и транспортираат ископан материјал. Жителите одовде тврдат дека тешките товарни возила им ги пукнале цевките за наводнување на нивите, го уништиле патот и предизвикуваат оштетување на куќите. Поради тоа денеска решија со блокада да го изразат својот револт, барајќи итна реакција од надлежните институции. По овај пат ни селото да не оде. Дали ќе го асфалтира, дали не го асфалтира, тоа е негов проблем. Значи толку има. Линиите за наводнување на полето. Линиите се испукани. Толку. И куќите има испукани. Моментално трпеме штети огромни ние со наводнувањето. Ја имам луцерка, имаме моморусти, вода моментално немаме. Значи немаме. Многу лоша е состојбата. А јас сум земјоделец, цела фамилија ни е земјоделска. Ние чекаме од тоа. Фамилијата ранеме од земјоделие. Сите сме 5 члена, сите чекаме на вода. И многу лоша работа е моментално. Каналот ни тече, а вода се е скрашено, никој нема да преземе мерки. Овај проблем трае повише од 3 години, ама санирааме го некако. Сега немаме ни водар, оставени сме сами на себе и проблемите со човекот што го овоа работе се ригорозни. Мештаните тврдат оти асфалтот не може да издржи тежина повеќе од 20 тона, а моментално според нив камионите секој ден се движат потешки од 50 тона. Значи, овај асфалт, ќе ја молам камерата малку само, овај асфалт може да поднесе 20 тона, а он има собствена тежина на дробалицата 50 тона, плюс влекач, плюс машина. Преку 70 тона има таму. Одека ќе издржи? Следно е дека не смеат да минат од тука или он да си најде алтернативен начин за да стасува до ископо. Инаку на денешниот протест имаше и екипи на секторот за внатрешни работи Штип кои дојдоа за увид на местото на настанот. Жителите најавуваат дека ќе останат на блокадата додека ситуацијата не се реши. Велат дека повеќе нема да дозволат дополнителни штети во селото.